Епизода 77 Некджам подкаст. Моето име е Георги Докузов. Денес имам за огромна чест да угостам Нина Ангеловска Станков, како уште со две презимиња моментално. Нина здраво, Нина Групер, така познато. Нина здраво, фала ти многу што прифати да бидеш гостин кај мене. Здраво, фала ти тебе Георги на покана. Добре најдов во твојот подкаст. Така малце ни се задесија малери сега на почеток пред снимањето со опрема и со се. Ама снимавме вчера и претходните денови некако континуирано и нормално е нешто сега да потврди, сега да ти се извинам вака што почекавме малце за да почнеме и да ти честитам за книгата. Рече си пола, имав можност да ја прочитам. Искрено многу добро срочени работи од тебе, многу самиот подвиг некако жена предприемач, поготоа ти тој пример што го даш веќе 10-15 години тука, веројатно доволно за жените, ама уште некој потик плюс со ова што го правиш и честито вака од име на жените. Како маж. Добро, фала ти на честитките. Видов дека ме тагна вчера на стори, дека дали ќе успееш да ја прочиташ цела, ја си стигнал некаде до половина. Инаку не е само публиката и не е само мислам дека за жените, иако како жена нормално е да се пронетат и да се надевам дека ќе инспирира и мотивира и жени, меѓутоа мислам дека е универзална приказна не само однос на пол, однос на мажи и жени, затоа што е за моето патување низ стартапот, за како и поднасловот на книгата е како пречките да се гледаат како предизвици, како да се претвараат во можности. И сите тоа патување низ стартапот, низ политиката, носењето одлуки, како да се биде воган без да се издржи, за приватниот дел и без да се изгори грешка. Мислам дека се генерално приказни и можеби лекции од кои секој можеби нешто различно ќе понесе, кои што генерално важат за сите, без разлика дали сте жена, дали сте предприемач, дали сте лидер, или можеби некој кој едноставно не знае каде оди или кој во моментот смета дека нема визија. Мислам дека дека книгата за многу различни таргет групи, верувам дека сите ќе понесат различна порака од неа. Сега тоа што ме интересира на почеток е да те прашам што те потикна, пред малку дискутиравме приватно без камери на таа тема, што те потикна да ја напишеш книгата? Дали претходно си била фан на ваков тип на книги, ова на некој начин автобиографска книга? Имаше читано такви книги, беше фан на тој жанр, бидејќи јас доста сакам например такви книги и кога се пишувани од друг, например како за Илон Маск и слично, но уште поубаво вака од прво лице кое е срочено. Ти на почеток се оградуваш во книгата. И од наше поднебие. Да. Прво за какви дали сум читала вакви книги и биографии и после за како дојде. Да, претпоставам дека си читала. Идејата. Кога читам генерално, бидејќи и во книгата зборувам за тоа на колку брзо темпо живеев, за да можам да постигнам се, мораше брзината да ми е толку многу усовршена за да сите тие работи кои што сум ги постигнала, дали е тоа од развојот, растот, екзитот на Групер, дали е тоа подоцна за време на позицијата на одговорна која што имав, односно водење на јавните финансии за време на најголемата криза, без разлика дали е тоа и во приватниот дел и во други подвизи. Не сум имала многу време во сето тоа, бидејќи многу брзо сум живеела, многу брзо сум работела, не сум имала многу време да застанам и да читам книги за хоби и за задоволство и најчесто кога сум читала тоа биле извештаи, аналитики, репорти. Стручна литература. А кога сум имала прилика да читам книга, тоа секогаш било биографски книги, автобиографии на девети делот луѓето ги наброја од различни сектори и индустрии и јас сум голем љубител на мемуари и лични приказни и биографии. Меѓутоа не тргнав со помисла дека ќе пишувам книга. Всушност тој го кажав кога објавив книгата и на говорот на промоцијата, која што беше пред точно еден месец, дека точно така на 3 јуни беше. Значи, јас никогаш не планирав дека ќе напишам книга, меѓутоа никогаш не планирав ниту дека ќе основам компанија веднаш по дипломирање, ниту дека ќе ја продадам. Ниту планирав да станам министерка за финансија, сепак се случи сето тоа. Така книгата всушност беше првично како некоја моја вежба за сопствена рефлексија да направам. Значи пишував без да знам дека тоа ќе стане еден ден, дека тој ракопис ќе стане книга. Пишував неколку месеци, се навраќав на периоди. Пишувањето беше моја дозвола да застанам, да направам
своја рефлексија на тоа што сум го проживеала, а во голем дел него не се сеќавав додека не почнав да пишувам. Значи се слушав со луѓе, се гледав со луѓе за да се потсетам. Како се отвараат тие фолдери? Тоа ме интересира, бидејќи некои работи кога ги читав, инаку имаш и крајот на книгата е всушност ова сега што го спомна ти за некој пат како не си го предвидела таа некоја визија, туку како си гледала само да ги препознаеш приликите и да влезеш во нив. А како се отвараат тие фолдери во глави? Многу работи се нели од средно и ше предсредно. Дали како почна да пишеш се отвара се повеќе и повеќе некако сцените? Па, ако треба да кажам како се отвара цела вака how to, не би знаела, затоа што јас сум се прашувала како ќе ми текнат сите работи кои што би требало да се раскажат и напишат. Ама мислам дека кога тоа го правите без притисок, би да ги кажав дека не тргнав да ги пишувам книга, туку тргнав за едно собствено да се сеќавам на работите. Како се прави, например, отварав Google фотографии од периоди, од различни години, од кога сум почнала да ми се качуваат на Google фотоси да ми бидат организирани. Бидејќи фотографиите ми се организирани како што генерално сум по природа организиран човек. И кога почнав да гледам фотографии, една можеби најголема признание лично кон себе си ми беше дека не се сеќавав на дел од тие фотографии, дека се гледав на фотографии со луѓе во градови, места каде што буквално и кога гледам фотографијата, сега да ги сретнам тие луѓе, јас не знам дали би се сетила на таа ситуација која што ја гледав. И тоа ми беше на некој начин некое освестување за тоа колку брзо сум живеела, дека не сум имала време да го абсорбирам сето тоа што ми се случувало. Не се сеќавав на градови, не се сеќавав на аеродроми кај што сум слетувала. Меѓутоа сите тие работи во книгата спомнувам, сите тие работи кога ќе се вратам или кога се случувале, ги раскажувам на мајка ми, полно ми архивата и памти. Но кога ќе видите фотографиите од периоди, кога ќе се видите со луѓе или слушнате и кога ќе почнат да раскажуваат, ве навраќаат. Детството конкретно земав и албуми, многу материјали кои што ги имав за да се VHS касети кои што се дигитализирани, гледав видеа за да се присеќам на сите тие работи кои што се напишани и некогаш се зачудував како наеднаш ми доаѓаат река од мисли, емоции од минатите периоди и такви поглави имаше многу кои што ми беше навистина неочекувано лесно да го извадам тоа од мене и да ги напишам. Меѓутоа имаше и такви кои што ми беа потешки да ги напишам, кои што пробав да поврзам кога што се случило. Какво чувство будеше кај тебе тој некој момент, рефлексија на тие некои работи, можеби таа некоја изгубеност, бунетост, предприемачки дух и се тоа нели што трупа само работи у главата и некако многу си у својата глава, кога што збориш не ти текнува на работи, на ја можеме да се поистоветаме по настаниви, по се, стварно некогаш си толку у својата глава што немаш време да си моментот, ти беше тоа некој ти разбуди тешко чувство, можеби кога и сум ги пропуштил, сум можела поише во моментот, било ми ли едноставно? Па да, тоа можеби целта беше била можеби некоја. Можеби беше тоа најтешкиот дел за пишување, односно за признавање. Дека дали се сите тие работи кои што си ги преживеал, нели со еден пријател често разговараме дека животот се мери во тоа how much stories you have to tell, нели колку си преживеал, колку приказни имаш да раскажеш. И јас несомнено имам многу приказни, ама ако не знам да ги не ги паметам, не сум ги проживеала со емоции, дали можам на тој начин да ги имам и да кажам богата сум колку што приказните што имам да ги раскажам. И тоа ми беше најголемиот и најтешкиот момент, можеби за да се признавам дека продуктивноста и таа брзина и тој постојан мод на аутпут, мод да се испорачаат резултати побрзо, различни улоги, рокови, градови, ми донала резултати, меѓутоа ми одземала спомени. И пишувањето беше мојата не само дозвола за тоа, туку едно освестување. После книгата станав многу повеќе свесна за многу работи. Пред се, после мајчинството, мислам дека на еден друг начин исто почнав да гледам на голем дел од работите. Најмногу на тоа да се ценат малите моменти, да се биде присутен во моментите, затоа што во денешното време сите некако живееме во постојана трка, брка. KPIs. KPIs, да. Моите најважни KPIs сега се мерат во, нели, после доаѓањето, после станувањето мајка, не се мерат во бројки, се мерат во емоции, во први зборови, во оправдувања, во една друга димензија на животот. Меѓутоа, да, мислам дека живееме во пребрзо време, во време кога технологијата треба да ни даде повеќе време да бидеме поефикасни, поорганизирани, попродуктивни, а некако пак сите сме во постојана трка и пак сме помалку присутни и пак имаме помалку време. И сега
учам и пробувам да забавам, да не ја користам брзината кога не морам, затоа што се фаќам во ситуации кога постојано брзам и кога не треба некаде да стигнам. Се повеќе стигнува, да. Да, и сега учам ето така малце да забавам, да сватам дека брзината ми е адут кој што ќе се искористам кога ќе ми треба, но не морам да го живеам постојано животот со тоа. Во согласност со неа. Со тоа темпо како што сум живеела тогаш. Но за ништо, пошто ме праша нели дали ми било какво ми било чувството, за ништо иако нели сум сватила дека таа продуктивност и брзина ми одземала спомени, сепак за ништо не се каам, затоа што мислам дека морало така да биде за да го постигнам сето тоа, за да станам денес. Тоа го имаше пишано. Да, no regrets. Така ја го прочитав и крајот ти кажат, значи е обавезно. Да, ти рече до 100, ама си скокнал за да видиш како завршува, за да имам заклучок. Сега ти ми одговори на прашањето, ама сакав вака, ајде и подлабоко тоа да влеземе. Сметаш ли дека има дека е нужно тој пат да се помине за човек да биде на место тебе на кое што си ти сега, како што спомна, поприсутен, повеќе да има време можеби за некој навидум ситни работи, ама кои се случуваат сега само и во моментот, да може да ги препозна и да едноставно биде присутен најпрост збор. Дали баш пред некој време гледав еден подкаст кај што тоа гостина да ме кој совет би сакал нели да ми го даде некој пред 15 години, он вика дека нема совет всушност, дека патот е целиот совет, дека мораше нели да биде вака, бидејќи некој претпоставам или па и мене ако се зам на 20 години тебе да ти каже знаеш треба да успориш ова нигде у суштина не води на крај, нели ќе се врати само на почетокот. Дали сметаш дека е нужен тој пат и нужен твојот пат во суштина, твојот е доста динамичен од нели до тоа ти беше министер во едно време, еден од првите екзити тука, еден од најмладите предприемачи, поготово и жена предприемач, доста приказни се околу твоето име. Дали е нужен тој пат, да се вратам прашањето, да се помине за да се стигне пак на тој некој почеток? Па не мислам дека тие две работи како деца да сме присутни, да сме. Да мислиш дека не се поврзани? Не мислам дека тие две работи се поврзани, не мислам дека за да некој денеска свати и се освести и е присутен дека треба да помине толку многу. Може и пократко. Да, дали мора да се помине тој пат? Мислам дека се зависи. Јас сега ако тебе треба ти даме што викаш совет на 20 години или на млади студенти, не би рекла дека треба да се штедат или дека треба да пазат да се сега тука присутни во малите моменти ценење. Да, тоа е важно и тоа е некоја филозофија на живот, но не зависи од тоа колку сме зафатани. Вие имате многу луѓе кои што едноставно не се присутни затоа што се зависи од перспективата и со што тоа ние, ајде условно народски кажам, се замараме. Секој има различен прак на што му го зема вниманието, што го дистрактира и тоа не мора да значи дека зафатените луѓе кои што многу работат, кои што многу трчаат, дека не се присутни во дадени моменти. Дури можеби некогаш се и поприсутни затоа што знаат дека го дале таму максимумот, сега треба да го дадат и на друго поле максимумот, а на другото поле максимумот е присутност. Значи друга некоја работа. Ја би рекла дека и јас ако се навратам, мислам дека се нели како викаат се во свое време. Мислам дека кога сме млади, тоа е мојата нели барем приказна, дека јас го дадов својот максимум буквално од 20 години и за време на студиите каде што се влюбив во големото бизнес и трговија, дигитализација. После за време на развивањето Групер, јас многу работев, ама тоа не го чувствував искрено и мислам дека работев многу, ама не дека бев отсутна во другите делови. Значи не ми трпеше ниту приватниот живот од аспект на пријателства, друштва. Постигнував со добра организација, брзина и нели многу работа. Меѓутоа кога работите нешто со толку голема желба, љубов, пасија, не го чувствувате толку многу како работа. Сега тоа е добрата страна. Тоа што сме работеле и саботи и недели по 10-12 сати, а не сме го чувствувале друга работа, за да тоа е така, мора да го работите тоа што стварно многу го сакате. А после тоа, спомна и ти за министерската позиција, беше во едно многу турбулентно време, за време на најголема криза. А тука дефинитивно мислам дека една година јас ја чувствував како многу повеќе од една година. И тука ми трпеше присуството на други полиња, затоа што едноставно грижите и мислите кои ги носев дома беа преголеми, бев обземена со тоа, легнував да спијам, се будев како да не сум спијала, со истата мисла со која што сум заспала, станував со истата бројка во глава или што и да беше. И тоа не можам да кажам дека кога заврши таа позиција, после тоа баш пишувам и во книгата за периодот кој следеше, имав нели успешен екзит. После екстензивен due diligence процес ја продадовме компанијата
И после за прв пат некако пробав да ги идентификувам тие мои емоции на некоја си психологот ми кажа дека тоа се вика забрана за уживање и забрана за емоции и веројатно сум морала тие да ги имам за да преживеам така тој претходен период. И после имав еден период каде што учев како да немам грижа на совест ако не работам во тој момент. Затоа што седнував пред беше време уште ковид кога затвараа порано кафичи и ресторани и ги седнав пред телевизор и ќе пуштам Netflix и се чувствувам дека нешто грешно правам. Нешто мрда у тебе, така. Дека имав грижа на совест буквално и го исполнував цело време со активности, со работи, со дружби, за да избегнам време сама со себе на некој начин. И тука ја учев таа филозофија на il dolce far niente, се вика на италијански, убавината во неправење ништо, да си присутен сам со себе, со своите мисли, да не бегаш од нив. И мислам дека мојот најголем учител за присуство дојде подоцна, односно Стефан, мојот син, кој наскоро ќе има 2 години, кој што ме учи за присутност, за флексибилност на една друго ниво, кое што претходно не сум можела да го видам со тие очи, ни става призма и така да го научам, така да сега сум еден добар ученик негов, на мој најголем шеф и учам за присутност на многу по лесен начин отколку ако гледаме подкасти, читаме книги и пробуваме сами со себе да се свестиме дека треба да сме поприсутни. Значи тоа мајчинството на некој начин си е некој природен механизам за разбуди таа присутност некако. Па тоа е добро прашање, ти сега спомна и на почетокот за жени, нели дека има многу во книгата и не знам дали кај секого, мислам дека зависи во кое време, затоа што жените можат многу, но треба да дадат повеќе од маж, но не можат се во исто време. Кај мене било поделено, да кажам, прво нели екстензивно градење на кариера, каде што во исто време ако сум станала и мајка, не знам дали како сега што го доживувам присуството, трпението, флексибилноста ќе сум ги имала ако сум била во екот на градење на компанија. И мислам дека тоа не е слабост, туку е реалност, дека едноставно можеме се, ама дека во различни периоди, дека ако е во исто време нешто ќе трпи. И не верувам дека таа присутност за која што сега јас зборував дека ја можам, бидејќи на подоцно си имаш остарено веќе на тој пат. Јас станав мајка на 36 години. За прв пат цел живот бев најмладата, порано тргната во школа, кај да одам во друштво бев најмлада. Ета кога станав министерка, беше тоа нели главниот напад што беше вистинито ствари дека бев млада. Не бев најмлада, ама бев најмлада жена и затоа се 31. И кога се породив, за прв пат бев во терминологијата кај нас, тоа се вика стара првородка. Не е многу добра терминологијата, ама не ми пречеше, пошто за мене беше некако навремено. Затоа што некако сега ако прашате мои пријателки кои што имаат помлади, кои што имале деца, они викаат ама го немаш сега тоа трпение кое што го имаш помлад. И мислам дека за секого е различно, на секој му прија различно или вистината е ствари дека секој си смета дека неговото е најдобро можеби. Да, тоа е секојаш вистината на крајот. Да, секој си смета дека ако е одгледан на еден начин, дека тој начин е најдобриот, па тој начин после го бира за своите деца. Добро е ако можеме да видиме што не ни се допаѓало, па да не го применуваме, нели, понатаму на децата, меѓутоа суштината е дека секој си го бира, нели, и секој си го смета својот начин за најдобар. Така да ако прашате мајки кои помлади станале мајки, жени кои помлади станале мајки, можеби ќе ви кажат дека тоа е правилниот термин, затоа што ева сега имаат поголема слобода, децата им се пораснати. За мене моето ми се допаѓа и е во мој термин на времено поради претходната трка, брка и кариера. Тоа не значи дека сега јас немам време или дека немам желба за работа, меѓутоа приоритетите се менуваат и тоа е факт. Последните години монтирав стотици видеа, снимив повеќе од 100 подкаст епизоди и над 500 кратки исечоци кои бројат над 30 милиони прегледи. Враќајќи се на целиот период кој го поминав, сватив една работа, дека она што е најтешко и што никој не го кажува е како да почнеш. Кампот ќе трае 4 недели по 2 часа секоја недела во Скопје, во просториите на Стартап Клуб Скопје. Ќе започнеме од основи на видеомонтажа до тоа како да го отворите вашиот прв проект, до тоа како навистина да направите видео кое луѓето сакаат да го гледаат до крај. Нема да ви ветувам дека ќе ве направам експерти за 30 дена, бидејќи
бидејќи тоа е невозможно, но она што можам да ви го ветаме дека целото знаење од овие 10 и повеќе од 10 години бавење со видеомонтажа и со креација на содржина, ќе ги преточам во овие 16 часа најдобро што знам и најискрено ќе ви ги предадам. Бројот на учесници за првиот Binex Summer Camp е ограничен на 20 места, така што ако сакате да фатите некој од местата позади мене, пријавете се на линкот во опис. Значи се во свое време ти се водиш по таа, како што ми кажа Преска. Така што веројатно и да те прашам дали сега од тоа што го знаеш и претпоставам од животот кој го имаш, нели често ќе кажа сигурно нема нешто поубаво се од со дете и таа интеракција со него и слично. Веројатно претпоставам дека би ми одговорил дека не би жалела што не би претходно не си го направила, не си се остварила на тоа поле, веројатно се си е некако секогаш како што треба да биде. Да, за секој е индивидуално важи тоа се во свое време, нели? Претходно тој допамин си го имал од кариерата, од тие работи, сега ти треба нешто друго, со тоа си завршила и се пронаѓаш во улога супер и цело време те следам на Инстаграм, цело време сте Мислам, активни. не е лесно мајчинството, сега да бидеме Да, ќе отвориме и таа тема дека не е само да Instagram cute stories и фотографии. Мислам дека е подеднакво убаво колку што е тешко. Во дали секоја фаза, сега ти посакувам кога ќе дојде време, на свое време, кога ќе биде твоето време, ќе го да го искусиш тоа. Меѓутоа некако во секоја фаза си носи своја тежина. Кога е првиот постпородилен период, тоа е периодот кај што доаѓа нов член во фамилијата, кај што хормоните лудуваат, кај што се стабилизирате во новата улога, во новиот дом, да кажем, ново јас, нов идентитет, ново човече кое што само го гледав и се чудев дека тоа нешто излезе од мене. И мислам дека тој период, тогаш да ме прашавте, викав, леле, ова е најтешкиот период, затоа што имаше грчеви, плачеше, под аспиратор се менувавме јас и сопругот, и после тоа друга нели друг период, и наеднаш кога тој период претходен што ни личал тежок, нели поминал, после тоа се викаш, леле, ово е потежок, така да секој нов период кој ќе дојде личи потежок од претходниот или помалку лесен. Меѓутоа сите си носат своја предизвици и своја убавина. Едно што е точно, што во моментот кога ми го дава како совет, не можев да го видам, беше дека ќе видиш се тоа брзо се заборава и се памтат само убавите работи, и тоа е така. Сега, например, ева Стефан скоро 2 години ќе полни, јас сега мислам дека е најубавата фаза, барем за мене, почнува да збори, е на едно друго ниво интеракцијата и емоциите и се. Меѓутоа, назад сега ако се вратам, многу избледуваат тие моменти кои што биле во тие дадени моменти тешки, дали било тоа кога имал грчеви со плаќање, со, нели, така да... Значи не се мерат тежините, така? Повеќе фактори се, време, моментум. Емоцијата е не и љубовта, мислам, која што се раѓа е неопислива. И таа е најдоминантна, се ова друго избледува. Сега кога почнав да читам книгата и обично кога се спремам за гости, дека јас не правам некој обсежно спремање, сега не имам и заеднички луѓе, нели Виктор не спои да го поздравам, сакам. Вие сте другари. И сега не одам во таа насока некој да ми каже нешто за тебе, па што може, него едноставно гледам, поготоа кога имам медиум како овој, ти имаш тука напишано речи си се, и тоа сакам да те прашам едно прашање за после. Колку всушност се во книгата и кога се пишува, кои работи се можеби се изостават, ама тоа ќе оставиме за после. Секогаш гледам заеднички работи што би можеле да збориме, нели да се поистоветам со гостина. Сега ние во некои работи сме различни, ти си многу уредна и на време и дојде пред мене на снимање, сега што е страшно на пример. Јас сум доста неорганизиран, видов дека сме корчагинци двајцата и дека сме правиле журки во средно за нова година, значи тоа ни е некој заеднички меч и викам ова е доволно за да направиме еден разговор. И сега сакам да те прашам за тој претприемачки дух. Ти доста го имаш објаснато во книгата, ти потекнуваш од предприемачка околина, предприемачко семејство, јас конкретно не потекнам, но некако и со сите гости предприемачи кога зборам тука на овој кауч или претходно на маса, не можеме да го откриеме точно самиот оној жар кај се создава тој предприемач, како што пишуваш тоа во книгата, организирање журки уште во средно, некоја проактивност. Каде е тој жар, каде се создава тој предприемач? Што мислиш онака во најмалиот атом ако може да се анализира? Ти доста потенцираш на тоа, твојата околина, на твојата баба, дека тој некој мајндсет, но тој повеќе мајндсет што ќе помогне на предприемача, каде е онаа сршта според тебе? Па, добро е прашањето и јас во книгата на почетокот пишувам и за моето детство и каде што мислам дека голяма улога играат прво гените, а после второ
средината во која растеме и како сме одгледани. Затоа што предприемачи не значи дека се само основачи на бизниси, туку е тој предприемчив начин на размислување. Начин на размислување во кој што гледате можности каде што другите не гледаат, каде што суштината е дека како да ги гледаме пречките како предизвици кои што не возбудуваат да сакаме да ги решиме. И мислам дека тоа се е резултат на начинот на кој сум одгледана. Ако гледате, моите, например, таму има едно поглавје се вика, тоа е целиот дел 1 на книгата се вика Логика ни на логика. А тоа е начинот на кој сум воспитана, тоа е честа реплика која мајка ми ја користеше, дека во се треба да ја барам логиката, дека треба сама да дојдам до одговор, не да ми се сервира одговорот. Постојано бев прашувана дали ова сум го забележала, дали тоа сум го приметила. Немаше седење на изрека на џабе работи, џабе не седи, ние само требаше нонстоп да се размислува, нонстоп се игра игри во кола, дали се запамти бројка на регистрација, дали е меморија играта, дали е логика. И мислам дека игрите како такви имаат многу голема улога во развојот на децата, затоа што студиите покажуваат дека дури 80% од нашиот развој на мозокот се случува до 5-та година. До 5-та? Да, после дека се намалува еластичноста, односно brain elasticity. Тука е улогата голема на татко ми, кој што си има предприемачки гени, бизнис кликер, кој што тоа пробуваше на некој начин ми го пренесуваше свесно или несвесно на еден или друг начин. Например, ситуација што исто така раскажана во книгата, имавме Томос моторчиња во Брајчино, кај што давме за време на летата, баба ми е попотекла и дедо ми од Брајчино. А каде се наоѓа Брајчино? Брајчино е најдалечното село од Скопје, во преубава природа, во подножјето на Баба планина до, ако ги знаете другите преспански села, Дупени, Љубојно и Брајчино се. Таму така да Преспанско. После Љубено баш на крај последното села. И одавме на плажа со моторчињата и ако не се расипеше, јас учев за свекица, како се шмиргла, зошто, каде таа дава контакт, потоа. Значи сите тие работи да се бара и да се размислува, он не го поправаше, туку ме учеше мене како да не се плашам од работи кои што не ги знам и како да пробувам да ги разбирам. И мислам дека сето тоа си одигра една убава улога да ја постави таа основа за тој спој на неврони, да го направи. Да, за предприемништво. Меѓутоа исто така од мајка ми е најголем дел и желбата за учење, која што еве ти си во Корчаген поминав 4 одлични години. Предметите кои што секој нели има предмети кои што не интересираат повеќе. 70% од гостите, извини што те прекинав, корчагинци. Не знам како. Така сите доучеле у Корчаген. Па не знам, ја имам мислам дека од гостите на подкастот многу, као не знам игра голема улога во тие 4 години со кои ќе се дружите, од кои ќе попримате и за мене Корчаген не беше, тоест за мајка ми не беше лесен избор, пошто она пробуваше ме насочи во Корчаген. Ја првично не знаев дека сакам во Корчаген. Ти сакав во Ѓорги. Сакав по други, така што ми беа дел од друштвата, ама мислам дека беше најдобра одлука што можела да ме насочи да направам. И после тоа за време на факултетот како се раѓа на сега нели кажував за основата и затоа мислам дека е многу поважно, нели сега твојот подкаст е и за предприемништво и за лидерство, нели мислам дека е многу важно програмите, нели сега имаме стартап програми да потикнат што повеќе стартапи, што повеќе предприемачи да се впуштат во бизнис, затоа што се многу важни за економијата. Можеби уште повеќе треба да се насочат кон раните години и на родителите за како да одгледуваат деца кои што имаат предприемачко размислување, затоа што голем дел од таа основа се случува, барем јас така сметам, за време на детството. Е сега после тоа, тој жар за организирање забави, за нели после тоа започнување на компанијата, тука е вајда до темпераментот и до какво јас сакав да стварам. Тогаш, мислам, организацијата на таа нова година испадна спонтано со 20 другари. Имав и други такви подвизи и мислам дека тоа е исплетот на околности, колку е детето во тие години вајда, особено за женско, колку е темпераментно, пргаво, работливо, колку сака да се покаже, докаже, веројатно тоа има улога и нормално ова претходната основа. А после за како станав предприемач во смисла на зборот како и основач на бизнис, потекот беше всушност победата на бизнис план надпревар, за кој што пишувам, добив нели 5000 евра да го почнам бизнисот и
ако не беше тој потик и таа победа на тој бизнис план надпревар, не знам дали веднаш ќе се впуштав во развивање на бизнисот. Ама кога ќе добиете 5000 евра и ви кажат ајде да отвори сега фирма да ги префрлиме парите за да го развиваш бизнисот, веројатно тоа беше пушот и потикот. Ако го има предприемачот се буди во тој момент. Да, интересно. Доста си била проактивна со тоа темпото и на кое пишува на книгата и тоа како правиш комбинации во глава, што како да се почне да се направи. Баш интересни, многу луѓе ќе се поистоветат, сега веројатно доста луѓе немале храброст и во доста моменти си имала и храбро. Мислам малте не во сите моменти ти секогаш храброста некако ти си ја користела како најсилен адут. И сега кога сме кај образованието, доста добар дел ти е посветено и на тоа, на факултетските денови, на средното училиште. Истакнуваш дека си била добар ученик. Колку сметаш дека тоа е битно за еден предприемач? Јас претходно не знам, патот кој го изодев, во средно имав афинитет, бев добар ученик, доста добар на почеток, после некако ми тргна бизнисот и полудев некако таа смисла да не ме интересира школа, што е веројатно и нормално од таа адолесценција некоја. После на факултет бев само еден семестар на Финки, решив да отворам фирма уште на 20 години без памет и сметам дека сега гледајќи од оваа точка може тој пат да се помине и без некое формално образование, но сметам дека многу може да се добие плюс од тие некои технички работи, од таа некоја теорија што си ја внела ја конкретно ти како добар студент. Значи се има и студенти што онака зима. Тоа стварно не би требало да се рачуна нели еднакво со некој што се посветил на темата. Колку според тебе тоа игра улога и колку мислиш дека ти дало секоја емисија го користиме edge. Колку мислиш дека ти дало edge таа теорија што си и била посветена во тој момент? Да живееме во едно време каде што многу брзо се менува, а образовниот систем не може да ги прати толку тие промени. Но централната улога која што јас мислам дека одиграла голема, која што е значајна, е дека школата ме научила како да учам. Ме научило како брзо да меморирам, како да расудувам, како да едноставно ни го истренирало мозокот за утре кога ќе дојде некоја нова работа, нова вештина, нешто ново што треба да се научи, пошто постојано мора да се учи. Мислам, особено денеска знаењето има најкраток рок од било кога. До новиот модел сега е. Да, и јас ако се прашувам, ти го спомена тоа во прашањето, дека нормално од истата програма нема сите да излезат со исто знаење, нели? Зависи кој колку се посветил и кој колку го влече или го интересира нешто, пошто нормално е дека не сите предмети кои сме ги учеле и дали е тоа во гимназија, дали е тоа на факултет, не интересираат сите исто. Некој едноставно ги учите затоа што треба да ги научите, да ги положите, некој ги учиме затоа што не интересираат. Факт е дека по-бавно образовните системи ги следат промените. Меѓутоа јас, ако се прашувам, мислам дека играат голема улога во тоа да ни создадат навика да учиме, во тоа да го истренираме нашиот мозок, во тоа да не го штедиме, дека ако научите еден предмет плюс, тоа не ви зема дел од капацитетот, туку ви го прави уште многу голем. Ви го прави уште помоќен за уште повеќе да учи, побрзо да учи, подобро. Така да тоа е све тренинг. За среќа кај мене сега можам да кажам дека не било само таков тренинг за учење, туку се што учев на факултет, ајде не се, може би 80%, веднаш го применив во бизнисот. Учевме по e-бизнис, беше нов смер кога дипломирав на економски на e-бизнис, учевме по најнови книги од Филип Котлер, маркетинг менеджмент, маркетинг комуникации, сите тие работи кои ги учевме, јас успеав да ги применам кога го почнавме Групер. Дали беше тоа како да направиме маркетинг план, дали беше промотивни работи, така и почнавме први, зашто ми беше во глава дека мора да сме first mover advantage, да имаме, да сме први на пазарот. И сето тоа кај мене се погоди да можам и да го применам тоа стекнато знаење. Сега денеска зависи кој колку сака да учи, знаењето е веќе достапно, знаењето е во голем дел и во AI. Треба да знаете да ги поставувате правилните прашања, да знаете да расудувате едно од друго, ама за да знаете ги поставите правилните прашања, да знаете да расудувате, пак треба да имате некое знаење, некоја основа, некој претходен тренинг. Така да не сум строг поборник на, ако сте имале претходни разговори со други гости, на треба образованието или во денешно време може и да се добие и да се стекне тоа без. Немам црно и бело совет или сугестија, меѓутоа сметам дека е многу важно образованието и учењето, на еден или друг и во која следна форма и да биде.
Последните години монтирав стотици видеа, снимив повеќе од 100 подкаст епизоди и над 500 кратки исечоци кои бројат над 30 милиони прегледи. Враќајќи се на целиот период кој го поминав, сватив една работа, дека она што е најтешко и што никој не го кажува е како да почнеш. Кампот ќе трае 4 недели по 2 часа секоја недела во Скопје, во просториите на Стартап клуб Скопје. Ќе започнеме од основи на видеомонтажа до тоа како да го отворите вашиот прв проект, до тоа како навистина да направите видео кое луѓето сакаат да го гледаат до крај. Нема да ви ветувам дека ќе ве направам експерти за 30 дена, бидејќи тоа е невозможно, но она што можам да ви го ветаме дека целото знаење од овие 10 и повеќе од 10 години бавење со видеомонтажа и со креација на содржина, ќе ги преточам во овие 16 часа најдобро што знам и најискрено ќе ви ги предадам. Бројот на учесници за првиот BNext Summer Camp е ограничен на 20 места, така што ако сакате да фатите некој од местата позади мене, пријавете се на линкот во опис. Знаеш што ме интересира како некој релативно млад родител, Стефан се вика така синот, допрва ќе влегува во тие образовни води. Како на пример ти замислуваш некој образование за него, бидејќи факт е имаме убави периоди нели од средно и факултет секој. Тоа е некој најубав период, веројатно бидејќи си најмлад и најмалце грижи имаш, веројатно. Како би сакала ти да изгледа на пример тој образовен пат на синот? Дали си размислувал за тоа или уште не дошле од тие размислувања или еве сега во моментот да те челенџнам да размислиш, бидејќи има факт е дека многу работи, поготово во гимназија, многу некако има и сарно глупости што ги учиш. Знаеш кога некои работи никој не те што усмерува. не мораш во моментот да ги размислуваш затоа што те плаши размислата на нив, па не ги мислиш и ги одлагаш. Едната мислам дека е таа. Стефан уште не оди во градинка, сега наскоро. Тоа не е првиот план тоа е првиот челендж, тоа е челендж да тргне во градинка. Да се прилагоди. Не знам, времето во кое што јас растев немаше интернет како дете, времето во кое он расте, светот не знае за безвештачка интелигенција. Многу е различно времето. Ние мислам дека е тешко да кажеме како ќе изгледа следната година. За 20 за следните 5 или 10 години со тоа каде оди технологијата, не па за подлого. Мислам дека е многу важна средината и другарчињата и начинот на кој тие се изразуваат, начинот на кој се воспитани и не сум најголем оптимист во тоа каде одиме ние со следните генерации. И тоа е една од грижите кои што ги имам. И малку се збори на таа тема. Да. Мислам, јас имав сега ситуација да бев повикан имав завршено основно во Свети Кирил и Методи, најстарата школа во Македонија, основно во центар, и бев да се потпишам во книгата на ученици. И баш професорка по германски ни каже, јас памтам дека ние во 8, јас сум првата генерација 9-летка во 9-то, дека 2000-та рече. Да, првата генерација 9-летка и 2000-та и нели се на нас тестираа некако генерација. И ми текнува мене дека во 9-то одделение, на пример, деца, тоест класот, зборуваше на германски на часот. На пример, имаше некој да те дели као да те праша нешто да одговориш. Сега ми кажа дека се чита параграф, она знаеш да прочиташ параграф, тоа беше како не е ни за двојка, тоа е тотално некој со тотална неамбиција за ништо да прочиташ параграф. Не знам, на 15 години јавам чувство како човек веќе да бев, не 14, колку си. Сега како можеш параграф да читаш? Каде води тоа? Ние мислам, ајде еве ти си не сме толку разлика, но сепак сме некој. Јас се например натака како имам некој подухвати предпримачки, јас би требало таа генерација да ја вработувам. Што чита параграф, моце загрижувачки, нели вакана? Да, сега да свртиме од мислам, јас секој гледам позитивно, работна сила, предпоставам дека има и супер се, но стандардот, предпоставам дека не е тоа да ми преувеличува, него дека е реално. Јас го памтам. Да. Како такво. Скоро разговарав со еден пријател баш на темава за генерациите и пазарот на труд, еве се ти си Gen Z, нели? И баш студијава, мислам дека рече дека ќе ми ја прати, ама во кратки црти од Кембридж студијата, која што ајде сега да не обременувам за Gen Z конкретно, пошто ги анализира сите генерации какви се за работа и како да се работи со Gen Z, затоа што Gen Z вика дека нема да се промена, туку треба да се најде различен лидерски менаџерски стил за да се работи со Gen Z, бидејќи сите генерации се различни. И генерално тоа што некоја доза оптимизам дава, јас морам да прочитам цела студија убава за да видам на темата еве што викаш следните генерации што ќе треба да се вработуваат. Е дека Gen Alpha, тоа е нели и Стефан и децата кои што се уште не се излезени на пазарот на труд, сега допрва за следните 2 години мислам дека ќе излезе
некаде првата генерација. Тоа од 2012 Gen веројатно, Alpha. или? Да. Дали беше од 2012 или подоцна од 2013-14, не сум сигурна, меѓутоа Да, сега ќе бидат практиканти негде, да. На пазарот на труд и ќе видиме каква е таа генерација. Јас не сум толку голем оптимист, меѓутоа студијата вика дека тие ќе се покажат како добри генерации за работа. За Gen Z смета дека се и деца на родители кои што во време во кое што почнале да работат многу во корпорации, жените почнале да работат во корпорации, биле многу зафатени мајката и таткото, немале толку време да посветат дома, децата станале понетрпеливи заради тоа и да речам сеопфатно се објаснети сите фактори кои влијаат на одредено однесување или одредена генерација. Кај Gen Alpha се родители millennials кои што сметат дека се новата генерација на многу поприсутни родители, каде што се вклучени и мајката и таткото, каде што се нарекува така наречено intensive parenting, каде што треба да сте и присутни и да пазите на емоционална интелигенција, на многу работи кои што е малце тешко да ги изведе човек и да остане нели исто посто присутен и смирен и да не се изнервира и да го даде максимумот дома. Меѓутоа студијата кажува дека оптимистично е Gen Alpha какви генерации ќе излезат. Сега останува да видиме. Јас не сум толку голем. Мислам генерално се сметам себе си за вечит непоправлив оптимист. Меѓутоа се чувствува во книгата дека си секогаш позитивно некако. Да, мислам дека позитивна перспектива ги гледаш. Нема друг начин што би добиле ако сме негативни или ако се жалиме или ако критикуваме. Веројатно ќе се наметнат нормално и ќе има сега пак нов пресек на генерации и ќе има прашања кои ќе треба да се одговорат и баш тоа бев повикан во декември на панел дискусија од Ротарски клуб, беше тоа за Gen Z и бевме Gen Z екипа и доста имаше исто како постари сада, нели постари говорници. Изборе, они као не беа задоволни од Gen Z, беше прашањето као кој ќе ги направи сега следната нели генерација на работници. Јас сметам за тоа да истакнам дека сметам дека е многу битни еве и мојот проект негде спаѓа во тоа потик на лидерство, потик на предприемништво. Другар ми е исто Гордан од Сакаш палачинкарата, он е и помал од мене и некако гледајќи он тоа што го прави со тимот негов како го прави, дојде у самиот момент да кажам дека уствари новите работници ќе ги направат овие Gen Z лидери, треба со своето лидерство да ги произведат новите нели работници. Тоест нивото на лидерство и нивото на тоа колку треба да работи на себе еден лидер, каков пример треба да дава, мислам дека тоа треба да го истакне, да го потекне таа сега Gen Z генерација и да ги формира всушност тие нели не им е интересно, не им е сите мани што им се наоѓаат, дека тој лидерски аспект ќе биде битен. Лојалноста е скоро не постои, многу брзо менуваат, им се засадува, многу брзо менуваат работно место. Некако се очекува со помал труд да се добие повеќе, а тоа некако економски математички нема. Како економист што подобро знаеш. Затоа што јас мислам дека резултатот е право пропорционален со вложениот труд и работа. И не секогаш, некогаш ќе вложите труд и работа, ако не е добро усмерена или на добра насока, може и да не даде резултат. Ама резултат без труд и работа, јас затоа не сум слушнала. До сега некако како тоа да се очекува. Ти имаше реченица една во книгата за некој колега од факултет, што тој може цитат да се напише како цитат на македонците, не знам зашто, што е малце поразително, а може и претерувам. Демек не работи за тие пари, јас ќе ти давам. Као тоа е малце. Да. Тука може доста студии да се извлечат. Од каде? Да, генерално мислам дека еве тука кажува за начинот на мислам да не ако го гледа подкастот другарот иначе одлично работно место и се, али начинот на Јас имам таков другар и истина че го поздравувам. Начинот на родителство во однос на тоа е еден или друг. Значи сите родители мислат најдобро на своите деца, нели? Нормално, зарем може родител да не му мисли најдобро на своето дете. Меѓутоа веројатно таа филозофија е да го поштеди дека за толку малку пари да не оди, дека ќе ги даде родителот тие пари. А со тоа не знам дали се прави услуга или контрауслуга. Кај мене било обратно. Ќе одиш за ич пари, ако ти дадат на крај или си платен, тоа е награда. Таа најстарата работи како беше работи за џаве, не седи за џаве. Да, така да исто од народот исклучено. Различни се нели филозофиите, исто друга македонска која веќе ги спомнуваш, нели го македонски цитати е наставничката не го сака. Кај нас немало такво нешто. Нека и сега има ако да, и тоа е македонска. Ако детето нели
во школа или не, или во градинка е бесно, или каже учителката дека е бесно, или ако добие пониска оцена, кој ќе оди дома кај родителите, нели нерасположено како тоа добило таква оцена, наравучението во некои семејства и родители е дека учителката не го сака. И многу често и родители одат и да се расправаат со воспитачки, со учителки, и мислам дека нема валјда секој си го бира својот начин кој мисли дека е за него правилен, но јас тоа што можам да го кажам е дека кај мене никош немало таква учителката не те сака, туку имало не се спремила, ќе се спремиш подобро и ќе се поправиш оценката. Нема дека некој повеќе те сака или не те сака, или си добил слаба оцена заради нешто друго, освен заради себе и својот вложен труд. И така, на теми други македонски изреки, исто така и 5 до 12, се се остава 5 до 12, сестра ми скоро правеше свадба, она е преселена во Холандија, работи во букинг менаџер, и кога дојде тука да прави, пошто помагав со организацијата, им помагав на неј на Вили со организацијата на свадбата, и се чуда како тоа 2 или 3 недели пред свадба, колегите која прашала дека уште не е договорено цвеќето или дека уште се чека од цвеќарата, во Холандија на колегите било непоимливо како може тоа да се чека, како може пред свадба 3 недели да нешто не е договорено, да, пошто таму па е друга крајност дека 3 месеци пред роден ден треба да пратите покана дека славите роден ден, за да ви дојдат и да го планираат датумот луѓето, кај нас и понепосредна и потопла, нели, овој Балкан. Меѓутоа мене нешто што многу ме пречи е постојаното, на англиски е procrastination, на наше одлагање, одложување. И тоа го имаме како нација и мислам дека тоа е најголем непријател на продуктивност. Број еден непријател. Мислам дека е затоа што сите некако ставаме, одлагаме, и јас се чудам како многу компании, како толкави системи работат по 5 до 12 со такви рокови. Мислам, мене тоа не ми е блиско. Колку год да сум тука израсната и си ја сакам државата, и се учам да ги прифаќам работите и да не ме нервираат работите кои што едноставно се така, едноставно тоа е една работа која што потешко ја прифаќам се уште во нашето општество и после скоро 40 години. Очигледно ни е дел, веројатно еве ти си имала такви околности, срекни до некаде да не стане дел од тебе тоа, ама јас го имав тоа кај себе осетено доста и ми напри искрено сите проблеми кои сваќам ми беа од таа прокрастинација и од тоа ставање работи по тепих, и кој имав можност со првите ментори да работам и нова што го правиме со и првите луѓе, леле колку се ежев од тоа, ја треба да бидам организиран, мислев дека тоа е крај на светот. Знаеш, таа организација дека тоа ќе ми ја земе целата слобода, мислев дека тоа што сум слободен ќе ми го земе тоа што ќе бидам организиран и што нема да правам 300 глупости после за последен момент, и многу им некоја одбивност, така што можам да го сватам тоа од каде потекнува кај луѓето, ама е дефинитивно најголемиот проблем. После отвара проблеми на 300 полиња. Нормално прокрастинација на секое поле од лично прво да не размислуваш, нели, за себе и некој работиш да не се рефлектира. Колку повеќе го мисли човек тоа нешто што го одлага, толку повеќе ствара и толку е потешко, и резистенција да го направи. Топка станува, и кога ќе ти и од падне на најситна глава работа може да ви личи колку знаеш што да е тоа што го одлагате. Така да лекот за тие работи мислам дека да не мислиме, едноставно да ги направиме работите. Така е, да. Со поговорките ни тргна. Сега за предприемачи, често знае да се каже, предприемачите до негде и сакаат сами да се истакнуваат како силни личности, проактивни личности, стабилни личности, нели доста работи треба да се заокружат во една личност за да биде успешен предприемач, нели како што си ти денес во овој разговор и општо во оваа книга, тоа што го представуваш твојот пат на успешен предприемач. Сега ме интересира, кој левел на нервен систем се политичарите тоаш? Кој левел е тоа таму? Кој левел на карактер и на споето? Шо е тоа таму? Тоа е друг тренинг и друга школа на друго ниво. Пошто очигледно ти како најспремен во оваа игра си била слаб играч во таа игра. Значи нервниот систем на еден успешен предприемач македонски од тука да тргнеш фирма да направиш, нема што да ти кажувам и книгата. Не, јас мислам дека сум го дала максимумот и дека баш заради таа претходна школа на и гледишта и сум успеала да бидам и да останам во политиката, да кажеме вогнат, без да изгорам, кој што го кажав условно, затоа што успеав да бидам предприемач и во владениот сектор. Јас кога дојдов сакав да направам одредени промени, сакав да ја се залагав за дигитализацијата, да има централно место за да ја подобриме продуктивноста, да ги подобриме системите, да се бориме со сива економија, со корупција, со многу проблеми. Да, и сега конкретно за, мислам, една тотално различна магнитуда. Ако претходно
како предприемач сте во микро нивото, овде од макро поглед ја гледате цела држава, гледате системот, гледате работи кои што не може да бидат unseen на англиски. И мислам дека сето тоа дава една друга димензија на еден целосен поглед владен сектор, стартап, предприемач, бизнис сектор и во невладениот сектор и во асоциациите, така да имам една поширока перспектива. Мислам дека таа година беше турбулентна година во време на ковид криза, во време на техничка влада, но тоа што научив да ги гледам пречките како предизвици, тука само повеќе во бизнисот, тука само повеќе го усовршив, затоа што тука беше, ако во бизнисот беа од друга магнитуда и поретки, тука беа многу почести на дневно ниво и испреплетени заедно со напади, со лажни вести и сето тоа требаше да се издржи едноставно. Како да се издржи кога е тешко, како да се менаџираат емоции, таму научив, усовршив лекции и вештини кои веќе ги имав, но научив и многу нови работи кои што ме направија едноставно посилна личност. И за тоа се сум благодарна, за сите битки и борби сум благодарна. Па дури за делот луѓето кои што се сомневале, кои што ме напаѓале, ето тоа ми помогнало да бидам способна да критиката ја гледам, да нападите ги гледам како извор на мотивација и конструктивна акција. Имаше такво поглавје, да. Па да, затоа што имате, значи, во политиката сите се напаѓани. Тоа не е дека кај мене било само поразлично, кај мене можеби беше повеќе истакнато затоа што бев млада, жена, непартиска позадина по нетипичен профил на позицијата. Меѓутоа разликата не е во нападите, сите во политиката добиваат напади на еден или друг начин, вистините или невистините. Разликата е во тоа што ќе одлучи едниот нападнатиот да содаде како одговор. И јас одлучив дека одговорот ќе биде конструктивни активности. Лансиравме алатки за транспарентност, јавен долг, капитални расходи и го довршивме проектот Отворени финансии со кој што дадавме увид на јавноста да гледа секоја транзакција. Така што разликата не е дали ќе ве напаѓа, туку разликата е во тоа каков одговор ќе создадете и дали ќе демантирате и ќе го прифатите тоа лично и ќе читате коментари што пишуваат. Сега ми падна смешно, ова направивме, како маце ти останат од политика. Да, не. Никогаш не сум била на митинзи, на кампањи, го немам тој стил на, ајде да кажем, ораторство, јавни настапи. Меѓутоа тоа е реалноста, дека наместо да излезам и да кажувам, да демантирам, да правам пресови за да кажам дека тоа се лажни вести, на друго место на работење насочив енергијата. И тоа е многу добро ако успеат можеби идни читатели или оние кои ја прочитале да сега книгата да го извлечат како таква и можеби да добијат некоја различна перспектива на работите. И јас морам да се заблагодарам, сега не знам уште колку време имаме, ама ќе искористам на сите кои до сега ја прочитале книгата, бидејќи книгата е според издавачкиот центар 3 веќе бестселер, а само еден месец од како е излезена, еве при крај веќе првиот тираж ќе се печати втор тираж. Она што мене многу ми значи е тоа што имам добиено до сега многу пораки, дали на мејл, дали на социјални мрежи. Не сум ги избројала, ги зимам принтскрин, ги ставам посебен фолдер, ви кажам дека сум организирана. Па ме изнаради дека не морате да напишете ќе прочитате книга, и ако пишувате, обично се тоа, кратки зборови, тоа покажува за една убава енергија, да кажам, која што ми ја праќаат читателите, која што навистина многу ми значи, ме мотивира, затоа што не е само во бројката, туку кога ќе добиете такви тоа долги пораки со тоа како се пронашле, како ги мотивирало, како можеби ми ја променила перспективата. Многу ми пишуваат дека во прав момент дошла, дека не е случајно, како што и насловот ништо случајно. Така што ета тие лекции што сега ние ги збориме за како да нападите да не се или пошто сите во даден момент добиваат критики напади, како да се прецепираат и да се реагира различно, мислам дека е една убава и значајна лекција за сите во било која сфера или во едноставно во приватниот живот. Значи за клучокот треба титаниумски нервен систем за таму, треба сертифициран. Па добро, да, јас пишувам за дека првпат имав прилика, не беше тоа првпат беше пред да влезам во министерството, меѓутоа дека за време на министерството се соочив со анксиозност, која што во денешно време без разлика не треба да сте на таа позиција, за да имате, некако станува
или па барам со социјалните мрежи или се повеќе многу проблеми наоѓаат валидација кои ќе видите дека некој друг тоа го кажува. И затоа нели толку се цени и отворено, искрено разговарање и на некој начин за книгата моја не е книга за успехот, туку е вистинска приказна за што е позади успехот и што следи со сите тие работи, односно што е зад јавната слика, пошто насловите сите ги знаат, а не ги знаат, не ја знаат приказната позади нив. И едноставно мислам дека анксиозноста станува се по-честа, дали е тоа заради брзиот начин на живот, заради технологиите, ама некако се почесто и од околу слушам дека луѓе кои имале. Сега пак е тука одговорот, како ние ќе одговориме. Како се изборити? Па јас едноставно решив да не дадам значење, да игнорирам, затоа што да не го барам тригерот, затоа што тоа ќе беше како да барам игла во сено. Имаше толку многу стресни ситуации и едноставно си викав дека се е во ред, дека тоа е само анксиозност, дека ќе пројде за неколку минути, некогаш 5, 10, 15, 20 минути, пола сат, некогаш во посилни изданија со зуење уши, со да мислите дека нема може да прозборите или дека нели ќе се случи нешто, да не може да земам воздух, така ми се манифестирала мене. Ама многу брзо најдов начин да ја не може не да се изборам и да ја немам, туку да ја менаџирам. Како што е школа менаџирање емоции која што ја кажувам во книгата, така менаџирањето ми е силна страна, па научив и тука да менаџирам. Ми кажаа дека ја не знам колку е вистина, дека црна чоколада може да помогне магнезиум, па секогаш имав со мене магнезиум, црна чоколада, вода, ќе се измијам и така ја менаџирав. Така што на сите тие стресни ситуации, да кажам, чудно е ќе нема да не се деси нешто. Да, мислам дека со магнезиум и црна чоколада ако поминете, да, добар тренинг, добар бил системот и механизмот. Така, одлично. Инаку за книгата, само да се навртам, јас секогаш кога и поготоа последно бев на како се вика книгата на издавање на книгата на Коста Петров и толку луѓе имаше, гледам дека и ти имаш исто така, дека поминавте одлично. И си викам, овој медиум никогаш нема да умре, и сега кога фатев книгата ми беше, пошто немав некоја цело време сам да читам повеќе и цело време некако ќе почнам и добро ми оди брзо темпо имам и негде ќе заставам и после ми е тешко да се навратам, се нервирам што сум застанал да речем одреден период, ама кој да фатам да читам ми е као леле овој медиум никогаш нема да умре, стварно као нема, поготово вака, као не ни нона да го читам, него вака знаеш да отвориш, поготово некои луѓе кои ги почитуваш, кои сакаш да ги прочиташ или што имат, стварно е. Добро, добива и нова форма. Јас кога сватив дека ова ќе стане книга, тие мои текстови, и кога почнав да работам, да ја структурирам, тогаш почнав и да читам, да се информирам за индустријата и колку е печатаната книга како таква, колку се уште живее, колку преземаат другите медиуми како e-books, audiobooks, бидејќи кај нас нели ги нема тие, да речем нема такви платформи. Но јас изненадев позитивно тоа дека колку се уште се купуваат и печатани изданија, но зависи во кој регион гледате. И книгите се поприсутни, електронските изданија и аудиокнигите, меѓутоа доминира се уште печатената. Глобално сега некои статистики и бројки што ги гледав тога чисто да добиам некаква слика. Инаку еве сега кога кажа за книгата и како медиум дека не изумира, или тоа е некој легаси што ќе остане за иднина, јас сега веќе Какво ти е чувството сега од кога например ќе изгледа супер книгата ова бојата, не знам која праше фотосесијата, исто супер, баш изгледа се гледа дека добро, тоа професионална деформација, веројатно да се запазат и ситниците. Да, како се чувствуваш кога ја гледаш вака? Па кога почнав да ја гледам кај луѓе по сторења, кај колку луѓе сум јас со сликата дома и со мојата приказна, кога почнав да гледам по книжари, секаде веќе кај што има. Еве има веќе дистрибуирана и по бензински пумпи, и во маркети, и значи секаде скоро е достапна. Не знам како да го кажам чувството, не би рекла дека е гордост, ова е мој прв личен проект. Можам да кажам гордост кога Групер добивал награди, кога сум добивала признанија и награди, меѓутоа ова е едно друго чувство, не знам како да го идентификувам, секако ми е драго, она што ми создава многу убави емоции се
критиките, односно пораќите кои ги добивам од читателите. Затоа што книгата не ја пишував со една централна порака која што треба универзално да ја извлече читател, меѓутоа секој ќе се одлучи што од неја ќе понесе. Што ќе земе? Да, и ако и еден се инспирира да направи некоја промена, која дамна сакал да ја направи кај себе си, ја завршила работата, а јас веќе имам добиено, па можеби околу 100 пораки критики од читатели, што ме радува, така да задоволна сум. За следните, пошто спомнавме за како медиум, она што во моментот работаме преговараме и наскоро се надевам ќе започне тој проект да стане достапно на српски јазик за Србија. Во финална фаза е преводот на англиски јазик и наверојатно наскоро ќе биде и на Амазон објавена, така да еве тоа се некои новини кои што прв пат ги споделувам кај тебе. Да, баш ми милува. Те потикнали можеби за да размислиш за понатаму за некое излагање во овој медиум? Да пишуваш? За сега не размислувам, ама мене никогаш не ме беше план ни оваа книга in the first place да ја напишам. Нема планови, ама има... Па не знам, еве, кога ги прашав во 3, го прашав баш Бојан дали има некои автори што останале на една книга, ме интересираше и вика ретко. Да, веројатно не ни постои тоа. Да, дека кој напишал една, особено ако напишете една и не промени добра, не знам дали има мотивација човек да пишува втора, али ако веќе има, меѓутоа ова е сепак еден личен проект, мојата лична приказна, која што се надевам ќе мотивира, ќе инспирира и која што е универзална за различни поднебја, полови, возрасти и за широка таргет група. Бидејќи не е ова само автобиографија, туку ова е мемоар за, да кажеме, мемоар со зборот, кој ќе го кажам, многу луѓе и потсеќа на некој повозрасен. Па многу често ме прашуваа кога кажував дека пишувам книга, нели си млада за тоа? Да, и така имаш. Да, ама е една лична приказна која што има многу приказни кои што се лекции за претприемништво, за бизнис, за лидерство, така да не е некој што нема целта да соли памет книгата, меѓутоа ако инспирира и ако некој се мотивира од неа за било каква промена, тогаш е одлично. За друга книга се уште не сум размислувала, ама како викаат, никогаш не вика никогаш. Никогаш не вика никогаш. Да. Сега пред да се заблагодарам што одвои време за мене, само да те прашам каков однос имаш према часовници, дали носиш, гледам дека носиш часовници? Часовник? Да, часовник, ова ми е подарок од сопругот, а инаку доскоро бев само со iWatch, ама сега некако ја намалив технологијата од раката и сега сум на традиционален часовник. Сакаш да носиш часовници општо или? Да, носам, не сум некој... како некој... накид ги гледаш ли? Да, ги гледам повеќе како накид, ретко кој денеска, не знам сега, можеби немам толку навика да го гледам саатот на часовникот на рака, поише ги гледам како накид, валјда веќе сме навикнати, све на телефон гледаме. Да. Сакам во име на тоа да ти дам еден поклон од моите поддржувачи Божиновски, таа е една позната наша фирма која го поддржува ја што го правам, бидејќи мора нели поддршка за ова да се реализира некако. Ова е еден Хамилтон, поклон од брендот Хамилтон, тоа се премиум часовници, ова е чадор од нив, ова е за тебе. Вака многу далеко сме седнати, а ние сме обично секој што е машки гостин доста поголем од мене, ќе префати се, јас сме. И би сакал вака за да остане моментов и тоа, би сакал вака и во тек на емисијата да ми ја потпишеш книгата. Ајде. Да има посвета една и да остане како добро сеќавање на овој разговор кој трае до овој момент 65 минути. Подлога. Чекај тука да добиш. Ништо случајно, ниту тоа што денес ти бев гостин. Левак си? Да. Да. Thank you very much. Сега е официјално, фала ти што дојде, се надам дека си помина добро. Да, фала ти тебе на покана. Поздрав до сите твои гледачи на сите канали. И слушачи. Да.
и ти посакувам уште многу епизоди. Фала ти многу. Оваа прилика сега ќе искористам да се заблагодарам на секој што остана со нас овие 65 минути заедно со Нина и со мене во оваа 77 епизода. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.